Меѓу другото, во Овџер кулинарското училиште напорно работиме на унапредување и модернизирање на македонската традиционална кујна. Надпреварувачи, ви подготвивме една наша креација на тава со ориз. Нешто што сите добро го знаеме, сите сме го јаделе, сите го подготвуваме дома, нашите баби го подготвувале, мајките на нашите баби го подготвувале, нашите мајки го подготвувале. Нашата креација на тава со ориз ги сублимира сите досегашни техники кои што ни со ова надпреварување ги поминавме. Правевме тава со ориз, добро се сеќам на таа епизода. Правевме велуте сос, добро се сеќам и на таа епизода, имавме неколку одлични свиленкасти сосеви, имавме и пудинг. Овој велуте сос е еден наш мал додаток, лично јас, тавата со ориз секогаш ја јадев со додаток јогурт. Овој велуте го збогативме со јогурт и го искористивме како медиум да го пренесеме вкусот на кромидот, кој што искрено јас во ориз не сакам големи парчиња на кромид, можеме и како пире да го ставиме во тавата ориз, меѓутоа ние ставивме масло од власец. Во случајов можете и масло од млад кромид. Во случајов ние ви помагаме со тоа што маслото од млад кромид ќе го добиете веќе подготвено од нас. Слободно погледете, стојам пред вас за било какви прашања од технички аспект. Денеска вашата задача ќе биде ова јадење да го реплицирате. Сигурен сум дека знаењето веќе го имате. Со Злате и со целиот тим кој што помина како ваша комисија, не бевме воопшто скржави да споделиме целото знаење што го имавме. За вас денеска ќе го споделиме и рецептот. Така да ќе ви го подариме рецептот до кој што сме стигнати во измината една година на експериментирање и многу проби, многу грешки. Можам да бидам искрен, значи да сгрешиме воопшто не плаши, не плаши да не сгрешиме и да не пробаме. Тоа е нашата девиза, тоа што не води. Денеска не знам, мислам дека рекол дека ќе реплицираме јадење, некое јадење што го имаат направено во школа, каде што се одржува надпреварување. Конкретно што ќе биде јадењето, мислам дека не знае никој уште, ама ќе ни кажат во текот на емисијата. Ајде почнеме од Ема, како си ми Ема, не сум те видел одамна полуфинале. Добро, како се чувствуваш? Одлично, малку нервозно, трема, нормално. Сите сме нервозни, тоа гледа да го некако трансформираш во енергија. Марија, ти? Одлично се чувствувам, ама тава во ориз ми е некако необична. Имам неколку прашања, но сите компоненти се тука, не избегавме од вкусот кој што е, да кажеме, традиционален, тука е. Само не се измешани компонентиве, тука се наредени интересна комбинација. Така. Интересно изгледа. Тавата ориз, да ви кажам исто, околу батакот, оваа коска која што ја гледате, е само декоративна. Истата гостинот ја вади и таа многу лесно излегува. Натре батакот е полнет со остатокот од целото пиле. Рецептот за полнежот го имате. Полнежот е буквално идеално усовршен до грам. Што се однесува до зачини, до сол. Ова е реплицирање. Значи ќе бараме да биде по наши правила. За финалето не ви откривам многу, меѓутоа финалето ќе биде, еве малку ќе откривам по ваши правила. Пробајте, не чекајте. Слободно, дегустирајте и кажете ми мислење. Исечете, имате ножка, слободно, за секој по едно парче. Коската кој што гледате, јас ти помогнам вака, чисти ми се рацете, малку само доприја Ема. Ева, коската. Во овој случај коската е избелена со водороден пероксид. Истите коски вие ќе ги добиете, после тоа ги сушиме, ги белееме коските, ги вариме, па ги сушиме во дехидратор. Затоа се сложуваме сите дека немате време, бидејќи одзима повеќе од 6 часа, ќе добиете веќе избелени коски.
Као што гледате, мозаикот е бел натре, зачините се класика, Макдонос, свежите зачини зборувам, свежите зачински билки се Макдонос, власец, мајчина душица. Нешто што е многу традиционално. Дали имате прашања? Дали ви се допаѓа? Одлично. Стварно не знам. Као за полуфинале, сигурно ќе биде нешто специфично, специјално, се надевам гастрономски тешко. Ако немате прашања, јас би рекол полуфиналето да го почнеме. Искрено многу сум позитивно возбуден и гледам пред мене многу квалитетни натпреварувачи, како и досега. Се надевам дека и вие низ емисијата досега многу научивте. Видовте дека многу можете повеќе од тоа што сте си задале како ваш лимит. Искрено малку само ќе се подсетам и кажам, за 25 минути направивте пинџур и пита лепчи. Горд сум на тоа што го постигнуваме во емисијава и сакам денес да видам едно супер квалитетно полуфинале, тимска игра. Со мене во студиото во Кулинарското училиште ќе биде наш многу драг пријател и соработник. Ќе имате за задача да задоволите едно многу, да кажеме, истренирано непце. Еден од најквалитетните сомелиери и познавачи на вино, Јане Недановски е со нас во Кулинарското училиште од винаријата Камник, кој што се надевам дека исто така Тава Борис ќе ни ја спари со супер вино од Камник. Ако немате прашање уште еднаш, би го прогласил полуфиналето за отворено. Почуваме. Нека победи подобриот. И посакувам фер игра пред се, сакам да видам тим и сакам да видам вкус. Да почнеме. Денеска во полуфинале сум дојдена за да си ги надминам сопствените граници. Да видам јас до каде можам, што можам и да колку можам. До каде и што и како и зашто. Така да си ги поместам граници, сакам да си ги поместувам границите. Драги гледачи, полуфинале. Така е, 180 влегува во финалната фаза од надпреварот. Надпревар кој што веруваме дека досега ве научи многу. Видовте дека 18 аматери на крај дојдоа до четворица семи професионалци, ќе ве наречам. Многу егото да не ви го така набилдаме. Зашто денеска ќе готват според наши правила, наш рецепт, ќе готват техники кои што веќе ги поминаа ни целото надпреварување. Меѓутоа, ќе бидат оценувани веќе построго, ќе бидат оценувани и како го сервирале, дали било тоа со некои веќе фини детали во кои што ќе навлеземе. Рецептот го видовте, ви го поклонуваме, тоа е еден од нашите омилени рецепти во ФД Кулинарското училиште. Се работи за малку модернизирана тава со ориз, пилешка тава со ориз. Александра, те поздравам. Како си, ми не сме се виделе. Одлично. Некое време, драго ми е, сите изгледате спремни. Данило, добар си ми? Си бил и болje, така? Некако си со енергија даун, ама секоја чест, тоа е многу битно, дојде, се појави и покрај здравствената состојба знаеме дека си со јака настинка. Па со оглед на тоа дека вчера горев од температура, денес сум малку подобар. Така да не сум баш и форма, но морав да се појавам да издржам до крај. Ема, како си? Добра. Добра. Благодарам те, како си, Филип? Јас се осеќам супер возбуден, морам да споделам со тебе. Се осеќам свечено, што гледате. И за овој денешен полуфинален надпревар. Одбрав така една свечена гардероба, која што мислам дека ќе одговара со тоа што ќе подготвувам и со храната која што ќе подготвувам. Нема да готвам, очигледно, доволно ви покажав, така? Ќе седам и ќе уживам со моите двајца драги колеги и пријатели.
Јане Недановски, кој што ќе најавам набрзо, и кој друг ако не, Златко Таневски со нас. И ќе имате 70 минути, компонентите више ви се јасни, ќе имате помош од самите себе, не очекувате помош од нас, веќе ќе бидеме во ложата и ќе видиме колку сте смирени, колку сте фокусирани. Како што ви објаснив, најважното во кујна е организација, планирање и фокусирана реализација на рецептот. Значи, тоа е нешто што ќе ве донесе до финал денеска. Да се разбереме. Вкусот многу добро го познаваме на нашата тава ориз, сме направиле многу пати. Го имате рецептот, верувам дека ќе бидете со вкусот сите блиску. Знам дека ќе погрешите сите во сервирањето и во брзањето при сервирање. Кога се работи за сервирање, масата сакам да е идеално чиста, сакам да сервирате на идеално чиста маса. Тајмингот да ви биде одлично испланиран, значи испланирајте се уште од сега што прво ќе правите. Во најавата ви дадов некои насоки. Епа, драги мои, да им покажеме на гледачите дека ни со ова патешествие станавте професионалци. Да направиме нешто за кое што македонската гастрономија ќе биде горда да го има како рецепт, нешто што се надевам дека ќе излезе и во пишан готвач, во една книга за која што спремаме и вашето јадење ќе го учат и следните генерации на идни готвачи. Спремни сме? Спремни. Епа, драги наши гурмани, вашите 70 минути почуваат сега! Повини? Не. Све што излупа на прво. Што не би сакал? Манџа не би сакал некоја да биде некоја класична, а би сакал месо. Нормално, месото ми е има некој вишок, Што ти треба? нешто останало да заубојам. Ја. Нема грие тоа таму? Ја сакам да готвам од почетокот, од прва емисија, кажав, сакам чомлек да готвам, ама никако да спасам. Ако дојдам до финале, ќе готвам чомлек.
сакал да готвам телешки образи, но многу долго се прават, така да нема да има време да готвам такво нешто во емисија. Скалпа, да, Да уште еден морков на пане, а? Доби морков, Данило. Нешто што немам готвено до сега, можеби. Некоја нова техника, нешто ново би сакала да научам. Нов начин на подготовка на некое нешто што го приготвуваме традиционално, ама да му дадеме некој нов пристап, не знам, нов сос, еве, нешто. Стеј. Таа се вади. Може се раце да извади таа ми да се вади. Скрши го и може да се извади. Тоа и сега да него да раздробиш, само исече го рамно. Тоа е за другото ковче. Еве ова се вади без него. Сега го бараш головот, со ова го прескостуваш, како да кажам, го лупиш и го засукуваш надале. Овака го засукуваш надале. Го отвараш, значи ковчето да му го извадиш. Доктор е најверојатно заради поврзаноста со мојата професија во медицината, иако не сум доктор, јас сум радиолошки технолог, а месо затоа што обожавам да јадам месо и сакам и да го готвам. Сакаме до гледачите да порачаме дека угостителството е доброто угостителство е резултат на квалитетни и стручни тимови. Како што и овој тим од четворица, кој што денеска у исто време се натпреварува, меѓутоа у исто време си помага. Значи на крај финесите ќе одлучат денес. Веќе многу добро ги познавате натпреварувачите и ги знаете нивните добри, па и лоши страни. Тоа сме ке лошите страни. Јас Александар би го замолил да внимава на преполнетост на танјурот. Денеска ќе бидете оценувани и во однос на сервирањето или плейтингот, како Ема би ја замолил мате повеќе да биде гласна, да викне, да каже нешто, да ја чуеме гласот. Значи, како комуницираме во кујна? Не, нека бидат тимки, меѓутоа да пуштиме вентилацијата да бучи, нешто да врие, нешто да удира некој да сече, мора да имаш малце глас, така? Така е. И комуникација во кујна. Секогаш како во војска, кратко, технички и директно. 10 сат, 60 порции, ова пиле вака. Поздрав, никакви филозофии. Да. Ете така. За Марија би рекол,
да се стиши малце. Значи, Се ми не потиска малце. гледам, имаме топло Нели? вода овде, Да, али па Марија цело време дава на тимот она, знаеш, го носи тимот со енергијата што има. Данило ни е многу смирен денес, што ми се свија. Знаеше да биде испотен до ниво као да работел у она. У фабрика и тоа на паре. Така знаеше да тече од него. Денеска ми е супер. Плюс тоа дојде, да кажеме, квалитетно настинат, се бори, ми се допаѓа тоа. Ја мислам дека денес во полуфинале ќе бидеме многу напнати и поголема борба ќе има денеска него ли у финале. У финале веќе джа или бу, или победуваш или губиш се. Како знаете кој е чивен? Кај го ости твојата, знаеш? Ето, другото нема. Моите се напред, твоите се назад. Дај побрзо. Дај. Да си изладирам малко. За малку. За малку. За малку. Ајде, сега, затвори. Да, Ајде, спај. оди спајм. Мини срцев удар. Го заедно да работим. Чега, мало вода. Мини срцев удар. Дајте Зошто? Јон. 400 мл. Дај таму има мензура. Кај има мензур? Таму е. Стој го мери го, амен. Голема е, тешка е конкуренцијата. Данило знае да изненади со некои специфични, невообичаени јадења. Си има своји моменти. Марија како Марија си е стабилна и самоуверена. Емилија доста креативна и на ниво, така да не би знаел, не би можел да кажам еден да одбранам од нив. Симон. Почува некако многу да чади. Значи се дешава некоја гужва. Да видиме. Сепак на крај рижото. Сосот ми се свија. Едно не се свија. Рибчета. Што не се свија? Кај сосот нешто. Што? Ладен. Да. Како оди фичо работа? Па види, Јане, едно се да позборуваме за основни Останеме на виното. светски стандарди за храна. Гледам Злата да овој ракија на вино, така да. Може и за тоа и со храна оди, не е страшно. Така, Да. значи, во светот, Интересна техника. кога се послужува топла храна, очекувам истата да е топла. Искрено да се гледам во финале, но ќе видиме денов како ќе пројде. Па да, се гледам ја себе во финале. Можам лесно да се видам и во финале и со се така. После финале се гледам. Уште 30 секунди до завршување на полуфиналето на 180 степени. 30 секунди се делат до и ја имаме Марија со нова техника на скршен сос. Тука ќе го измешаш, тоа е малци опасна. Малци опасна. Ја зошто е опасна? Што може се до ова и да ја растори целата, али внимателно, ми се допаѓа. Не знам, брат. 10 9 8 7 Плоските кај се? Ја не продолжи 6 5, 5 4 4, 3 3, 2, 1 1. 0 стоп стоп полуфиналето заврши секоја чест та ползава Најтежок противник може би Марија, да. Па не знам, најсигурно ми изгледа во готвењето, најборбена. Не знам, искрено да ти кажам, сите ги гледам како предизвик, затоа што од сите можам да научам многу, ама и хајде, да се одлучам, ако морам да се одлучам за еден, Александар.
Полуфиналисти, сите сте тука заслужено. Пред се сакам да кажам, сите сте тука ради ваши квалитети, кои што квалитети се гледаат, може гледачите истото да го потврдат, дека направивте еден голем успех, реплициравте нешто што реално секој ден од нас, и да се работи за најголем професионалец во нова кујна, со ново јадење, со нов рецепт може да има проблем. Тоа е многу битно да се каже на старт. Сега, таков е како што е, надпреварот мора да одиме понатаму, еден мора да си оди дома. Најпрво, ја повикаме Емилија да објасни за со што се соочи низ подготовката на Тавата Орис и како мислиш дека ја подготви? Тавата Орис ја приготвувавме сите заедно, тимски ја правевме. Можеше малце да биде подобра, со оглед на тоа дека прв пат се соочуваме, нели, како што кажавте, добра е. Видов тимска игра, сите видовме, тоа ни се допаѓаше, ни целата подготовка изгледавте како супер организирана кујна. Ја не видов многу кујни, ја и Злате не сме изгледале се уште од кујна. Тивко, убаво работевте се до некој плейтинг момент, да речеме 5 минути пред. Последната минута, да. Што може да заклучиме од оваа епизода? Крајот го краси делото. Делото. Крајот го краси делото. Твоето дело, да ни објасниш во најкратки црти? Моето дело малку не е синхронизирано. Копарот ми е многу голем, не ми се допаѓа тоа што не е. Ја малце сакам да ми биде под исто од сите страни, да е баш сум цепидлачам, како да се изразам. И нема време така да се цепидлачам чинијата. Најтешко ми беше искрено последните 7 минути ми беа најтешки. Со тоа што требаше се да се склопи, да се стави, да се осмисли. Тековно, затоа што работевме тимски, нешто се утна, уште нешто се утна и уште нешто се утна и требаше да се направи синхронизација на сите тие работи, за да се изведе нешто добро. Јас може да го викнам Данило, така доаѓа порцијата поред. Кажи ми, кој дел ти беше најтежок? Денов. С оглед на тоа што не сум добар, кој дел ми беше најтежок? Крајот, не знам. Плитингот. Од што не си задоволен во порцијата? Па, што не сум, мислам дека оризот не ми се допаѓа баш како е приготвен. Не знам, ќе видиме. Морам да се управам со Орис. Нашиот Орис, традиционален, Сан Андреа или Кочански Орис, содржи доста скроп. Ако истиот се движи, се вознемирува, тој површински скроп ви прави кашаста структура на супата, нешто што во подготовката на тава Орис не го сака. Значи домаќинките само ја налеваат тава Орис и го печка. Да. И мислам дека тоа и не се случи тоа денеска. не се случи, вие го подготвувавте на тотално погрешен начин, иако имавте добиено насоки од старт и на крај излезе леплив, што е резултат на тој површински скроп, ви се ослободи Оризот и генерално, она што ви реков, работете тимски, се покаже дека не е секојаш добро да се работи тимски, ако ја оставиме работата во раце на човек што не знае што прави. Значи, ја и Злата работиме тимски, ама ја знам дека тава Орис може да направи 4 сабеле со затворени очи. И му оставам. Предизвик, ама со тешки сили да готвам денеска. Вчера не можев да станам од кревета, ама викам, чим сум стигнал до тука, ќе дојдам па макар и со температура. Ете, ја видовте мојата чинија. Јас сум делумно задоволна, делумно незадоволна, исто од текстурата на оризот. Не ја погодивме, али задоволна сум како тим работевме. Остатокот го направивме како што треба. Сосот малце ни е погуст, мислам дека можевме малце да го разводниме, ама имавме мало тенџера, имавме мал капацитет на бујон. Требаше малце повеќе бујон да направиме. Снемавме на крајот бујон. Копанот мислам дека е превкусен, преубаво зачинет.
остатокот од делот што го пресекав за да може да стои исправено го пробав. Мене на вкус ми е преубаво. Мислам дека и никогаш не сум правила до сега вакво нешто да смешам пилешко со свинско, освен ако не е некоја тава. А вака како полнето ќе продолжам да го правам и ми се свиѓа како рецепт. Али мислиш дека е за финал? Да. Малку само за сосот. Да. Грешката ти беше што можеш и самата да си ја видиш. Сакаме скршен сос. Што значи скршен сос? Да не се спојат, да не се хомогенизираат, емулгираат маслото со сосот. Меѓутоа, сепак, флеките од масло да се внатре во сосот. Ако ги додадеш, како во твојот случај, маслото од озгора, гледаш истото плива. Го барав на овој момент, како кај Емилија, мали флеки на масло што ќе бидат препознатливи низ сосот. Исто и Данило е број 2 по сос. Со тоа што он има мали моменти кај што веројатно досипал масло, писото плива. На крај. Ете, не ни те видов, а си предпоставувам. Значи, да знаете уднина, скршен сос мора малку да го замешате, меѓутоа никако агресивно мешање ќе го спои Да. и маслото нема после да се На препозна. половина од чинијата така и испадна, на половина остана да видов, плева. Да, те ама и видов. на крај времето беше дека не можеше. Да имавме уште една минута, ја би го допеклуше малце копано, би му направила малце покрцкава, ама една минута беше тоа што ни фалеше. Ти благодарим. Мене не ми беше тешко да го направам јадењето, кога би го правила сама, мислам дека многу поуспешно би била, но кога мораш да работиш со тим, ние одлучивме да работиме како тим, некогаш треба да им попуштиш на луѓето кога ти даваат сугестии како да го направиш нешто. Оризот не го направивме како што требаше да го направиме, заради тоа што многу луѓе се замешавме. Го правеше еден, ќе го направеше многу хубаво, и ако оставивме да го прави само еден. Ние сите четворица му се стиливме на оризот да покажеме што знаеме, како знаеме, на крај сите го утнавме на оризот. Повели, Јане, ти си ми гостин денеска, да, можеш Два да... пати, е? Да, кај? Александар, да може да се врати сега назад, што би сменил на овој јадење? Недењаво. За твоето конкретно, За моето што би конкретно? променил, почнувајќи од организацијата во којна тимски до кај завршеток. Од тој Па, процес. може на би крај. оризот е најголема утка. Сосот исто малку ни беше густ и немавме време да го направиме, да го, што кажува шефот, да го скршиме убаво, да го измешаме како што би сакале да биде, за да биде, да личи убаво и да биде како што треба, да биде она потполна репликација. Мислам дека месото, иако мислев на граница беше да не биде добро, мислам дека ќе биде одлично. И оризот меѓутоа е леплив, што кажа шефот, со она мешање што го и додавање бујон и тоа што го направивме, голема грешка, меѓутоа сите влеговме во неа и не понесе атмосферата од онаа тимска игра, а стварно како тим презадоволен сум од тоа што работевме синхронизирано како Што ви фалеше као тим? Оно што зборевме. Мора да имате лидер. Комуникација пред се. Мора да имате заменик лидер, кој ќе го прави оризот. Кој ќе го прави сосот и да биде сигурен лидерот дека му оставил да прави ориз тој што знае што прави. И да провери уште една со него, дали ти јасно што правиш? Да. Критичките точки. Тоа нема да сгреши, тоа нема да сгреши, тоа нема да сгреши. После тоа одите во успех. Вака отидовте сите во делумен успех. Да го наречеме. Јане, не е ова неуспех, таман работа е работа, значи неуспех. 70 минути да сработиш Секоја јадење ја на почеток ми од нула, значи до секако крај. ова е еден сложен рецепт, за нас е сложен како аматери. Значи Секоја чест. и на изглед барем до некаде мислам дека седмица од 10 дека ја постигнавме репликацијата. Сега на вкус. Па и осмица ја биде. Ја Еве да видам бидеме со скромни. чаша вино тук. Да. Да, со чаша вино осмица, да, и вака седмица. А ако се па две чаши вино, тога сме на 10 сигурно. Тоа рековме дека било дело добро. Па како што гледам вака цело склопено, тоа што спомнав и пред малку, значи компатабилна или комплементарна структура и текстура на вино. Значи шардонето, барел, ферментет од камник би било добро комбинирано со ова јадење, значи имаме
делуте кој што е базирано значи на путер. Тука исто и оризот е сега раскршен, до некаде добиваме малку и повеќе текстура, а сепак имаме пилешко месо кое што има крема с полнеш. Така да крема с полнеш, извинете. Така да сметам дека таа една хармонија би дошла доста добро, али пред се да пробаме, мислам. Ајде да пробаме. Уствари денешната емисија ја концептиравме сите да ја работиме тимски, како еден добар тим во кујната и се одеше одлично. Меѓутоа, како ја кажуваат на народната, многу бабици, килаво дете, така исполни со оризот. Четворица џиркаме, додаваме, одзимаме, мешаме и на крај не беше на ниво како што треба. Еве ја би рекол, Злате, почуваме од Емилија, така? Ајде да почнеме од почеток. Може. Ајде. Па да не грешиме од лево на десно, така Ајде, сме на работа. јас Така пробаме почнавме. прво Емилија. Другите Јас оценки ќе се тие што се. Кој што гледаш на вкусот му оставивме пола од заслугата. Да. Сепак, мислам дека заслужува тоа. Така, како што треба. Така. Ајде, господа. И овие технички аспекти во секој Узиме случај. гостинот кој што е ред. Од оризот можеш и сам да си земеш и од сосот заедно. Ме преврачи, вие сте слободни да пробаме и ти ги собствени резултат. Фала. Денеска не беше едноставна задачата што требаше да ја направиме. Репликација на јадење на мајстори од многу повисок ранг од нас. Мислам, ние сме сепак домаќини луѓе кои дома готват, никој од нас професионално не се занимава со готвење. Реплициравме јадење од кое им требало година за да го усовршат на врвни мајстори. Заедно како комбинација. Одлично. Одлично. Комбинација одлично. Месото. Да, пошто треба да разметат да земат по пред дека имаше свинско на сланина. Месото е сочно. Се мислам дека ќе изодиме со истиот стил во смисла проблем најголем ќе биде текстурата на оризот. Пошто и да е печен доволно или е препечен и да не е доволно самата лепливост. Може речем кај сите исто. Види, едино што ќе ги одвои еден од друг е кој како го запекол оризот. Ќе видиш, мислам дека ке Марија ќе имаме загореност. Се И плашам дека балансот ќе на ме- вкус. Дали некој малку плюс додал сизонинг, дали Да, зачини. Данило, на изглед е месото неуредно, да кажем. Иако ми е едно од најнеомилените јадења тава ориз со пилешко, веројатно сватив во теков на емисије како се прави тава ориз, да. Тава ориз на оваков начин не. Може би сум секогаш ја размислувам нешто кога ќе го направам како можам да го сменам, ама никогаш не сум имала шанса тоа да го сторам за тоа што дома сите јадат традиционално, значи тоа треба да ти се пружи шанса најверојатно за да го направиш, да го изведеш. Тебе да те послужиме прв. Фала. Чекај, Насово, сега што да правиш? чекај ме доле. На Данило па Не е подпечен. не е подпечен доволно. Само стопно. Сите, Ти зема Злате? не, Дај. сите сосот го даде ладен, сите го даде оризот, сите го даде зеленчукот недоварен. Не е доварен зеленчукот. Сега ќе пробам. Пример не е кај што му најави. Дај што да Да, добро. Има како. Да, ич не е овој прашање. Ова не е да пржем скоро и чекај да правим пред месото. Што исто се? Исто помниш што мислам. Се извади дека ми Дали мислам дека е помалку, малку е позготвено, пожилаво и Воопшто не беше едноставна задача. Успеавме некако да се снајдеме. Мене највеќе ме радува тоа што успеавме тимски да работиме, што ние сепак сите се гледаме како едно, не се гледаме некој да е повисок од друг, од високо никој не го гледа некого.
ние сме сепак сите на едно исто ниво и тимската работа мене многу ми значи. Многу ми се допаѓа маслото од власец, каква арома дава, некако финална, значи многу нежно. Гениално е, одлично е, прекрасно е. Не знам дали сум јас или Оризов изгледа од шостој или е Да, ладен. веќе ова е од што стои, да. Мада другите не бе. Черена. Ово е сега, последниот? Ово е малце дели, сестна. Черена. Нема. Това е. Ладен е. Сосот само кај сите да речем, може да се прифати дека е ладен. А Оризов исто го даде последно. Да. Сосот му стоеше на маса во онако керамичко од 15 минути. Пак тичаш што спомна, знаеш, на комуникацијата. Да се каже, да речеме, облечи со 7 сега, кога сите 4 работа, требаше да си договора Види, иерархија. Има и плюс и минус кога се работи тимски. Да, знам. Кога се изработиш сам, најголемиот минус е што си Што си после сам. тоа што си преморен. И 3 дена не можеш да си доеш на себе. Да. А па слабостите кога работиш у тиме, целосна одговорност и се ослонуваш на човек што Да, може да те однесе во голем неуспех. Тоа е така мислено, онако, нека горе-долу имам изеднашено. Мали нијанси, пошто што спомна сега изгледа. Сите на исто работа горе-долу. Тимската игра Не може можеш да плюс видиш и минус кој повлекува дополнително. да ги повикаме. Али добар презид, Да ги да, повикам. мислам дека е време. Напредувачи, повелете, пристапете. Сакам и јас да ги менувам и да експериментирам со јадењата. Може би си имам и јас некоја замисла за тава ориз, која што можам да ја предложам или да ја направам. Добар им е рецептот и мислам дека ќе си го задржам. Ми се допаѓа и изгледот и вкусот и одлична изведба на ориз имаат они. Надпреварувачи, денеска решив да не филозофирам многу, да бројките зборуваат повеќе за тоа колку бевте добри. Од можни 100 максимум освоени бодови, вашето најдобро издание беше 80. Ја мислам многу реално. Многу реално ја отслика вашата спремност, подготвеност, фокус, организираност. Видовте дека тим може да ве однесе во супер победа, во супер успех, меѓутоа може да биде со многу слаби точки, доколку не е добро организиран и конструиран и нема добра комуникација. Сакам на Јане да му се благодарам, наш драг пријател, долгогодишен ресторански менаџер, сомелиер, познавач на виното, моментално дел од винаријата Камник, и сакам да му ја дадам задачата да соопшти кој или кого испратиме дома. Фала те, Филип, фала на покана, дечки, фала ви на сите. Одлично сработено, земајќи во предвид сите работи до сега што ги дискутиравме. Така да, нажалост, еден мора да оди дома. Се надевам дека остануваме и продолжуваме да работиме понапорно, како што спомна Филип претходно, никогаш не вели никогаш, додите level up на Semi Pro па и Pro. Сега ќе кажам кој од вас четворица си оди дома, но остануваме во контакт. Па најголема конкуренција, не знам кој да кажам дека ми бил Александар, еве јас мислам дека има доста готвачко искуство. Сите готвачи најдобри во светот се мажи, па ете него ќе го издвојам. Ај прво да видиме вака поените. Па доста е блиско, Колку е блиска, колку беше блиска, да ја речеме, битката, ајде. Мора да на крај на денот е битка, таков е концептот. Како што разговаравме, сепак одлучи на крај вкусот. Изедначени по секој поглед, 2 поени беше разликата меѓу тој што треба да замени и што останува, така да Данило, жал ми е, но нажалост ја напушташ 180 емисијата.
Останатите ви посакувам успех во финалето и добра работа. Фала многу. Данило, што да кажеме? Александар, јас би ти рекол овака. Кај мене си 69, Данило 68. Тен капитан. Па издаја и одлучивме. Да, Емилија и Марија би ви рекол дека сте во побезбедна зона, далеку побезбедна зона, да не зборуваме. Данило очигледно и тоа и во нашиот, да речем, професионален свет исто. Кога не ти е денот на сите ниво. Знаеш? Па, најтешко беше тимската игра. Мислам дека секој сам посебно да правевме, ќе испаднеше нешто друго. Вака мислам супер тоа што бевме складни као тим, но направивме сите заедно многу грешки и на крај испадна тоа што испадна. У секој случај сум задоволен од целокупна емисија како што течеше. Така да тоа не знам. Мислев дека има сериозни надпреварувачи и имаше и има. Меѓутоа еве искочи на крај да влезам у финал. Као што се чувствуваме денес, така и изгледа и нашето готвење и нашите креации. Генерално многу квалитетна епизода, многу квалитетни репродукции, репликации, како да ги наречеме, пробавме. Злате, да дополниш збор 2? Јас очекував доста подобро, но помина како и дека ладен сос, лошо сварен ориз, пилешкото на граница, помина. Да се надеваме на одлично финале, да му се заблагодарам на Данило, те очекуваме во ЕФџ кулинарското училиште секогаш. И не ти испраќаме дома со празни раце, како што е ред, ЕФџ кулинарското училиште подготви за тебе, како еден многу драг надпреварувач, што остави огромен придонес во емисијата, со твојата енергија, со сите твои креации, со сите твои јадења што ги подготви, со целата тимска игра. Ти се заблагодаруваме за учеството, 2 ваучери што ќе ги искористиш по твој избор за било кои едукативни часови и нешто што те закрепне многу побрзо од што мислиш, повели, а за вкусот ќе ни кажеш. Ти благодарам уште еднаш, еден голем аплауз за Мован. А за вас едно прашање. Дали сте спремни за финале? Финале, да. До некаде. 1 милион. И многу други утешни награди. Ќе пливате во целосно непознат терен, да кажеме, во немирни води. Имате најстрога комисија која што е составена од регуларни гости. Најтешката комисија што сите ние сме се соочиле, а тоа е регуларниот гостин, кој што му е битно само да е вкусно, да е здраво, да е избалансирано и многу други работи. Тимската работа мене многу ми значи. Јас кога се пријавив тука, во шоуто очекував дека ќе има надпревар, очекував дека ќе се надпреваруваме меѓу себе, но не очекував дека ќе запознам толку прекрасни луѓе, дека ќе остварам толку прекрасни врски со некои луѓе, заради тоа што едноставно пасијата за готвење и многу заеднички теми ни отвара и се согласуваме прекрасно. Сите овие луѓе што останавме во финале да готвиме се прекрасни луѓе, прекрасни готвачи. Никога посебно не го осеќам како конкуренција. А не би се рекла ни дека се плашам од некого. Можеби таа моја самоувереност ќе ми излизга на крај. Ама јас знам што знам. И ќе гледам да го покажам тоа што го знам. Пеко, и со една жена, со две, сигурен Пеко. Ама ќе се држиме, ќе гледаме да ја оправдаме машката снага, значи. Да ја оправдаме машкоста. Епа, Јане, до финале стигнавме. Позади нас многу епизоди, стварно, значи, која си помислам, сега како ќе се навратам, имаше една епизода кај што за малку ќе бевме отруени од сол
Имаше епизода кај што мислевме дека две постари господи ќе бидат брилјантни, испадна најслаби. Имаше една епизода кај што сериозно се напивме. У дегустацијата, што се случува. Па, составен дел од игра. Имаше една епизода каде што видовме дека, иако делуваат као тим, дека позади тоа не стои никаква тимска игра. Али денеска беше наистина добра епизода и мислам дека наистина Данило имаше лош ден. Знаеш, не се работеше за никако дека бил послаб или подобар, се работеше за лош ден. Едноставно енергетски човекот беше комплетно ниско и на стинката си го направи своето и тоа е тоа. Јас за гледачите ќе порачам дека во финалето очекувате најстрогата комисија. Обичниот гостин, обичниот конзумент ќе пресуди кој ќе си оди дома со 1 милион денари. 180 степени, финална епизода следи наскоро.